Членови на Советот на општина Битола, врз основа на член 26.2 од статутот на општина Битола ја отворам 76-та седница на Советот на општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата во овој момент присуствуваат 25 членови на Советот. Двајца го најавија денес своето недоаѓање, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости и представниците на средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот, пред да преминеме на утврдување на дневниот ред, го ставам на усвојување записникот од 71-та седница. Дали имате забелешки од записникот од 71-та седница? Ако нема забелешки, кој е за усвојување записникот, молам да крене рака. Констатирам дека записникот од 71-та седница е усвоен едногласно од присутните советници. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за измена на одлуката за распоредот на средства на буџетот на општина Битола за 2021 година. Точка 2. Одлука за измена на одлуката за проширување на распоредот на средствата на буџетот на општина Битола за 2021 година. Точка 3. Одлука за префрлување на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот буџет на општина Битола за 2021 година. Точка 4. Одлука за давање на донација во вид на финансиски средства на јавната здравствена установа специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември Скопје за реадаптација и опремување на постоечките простори за интерна амбуланта и дневна болница. Точка 5. Одлука за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари за граматики и речници на македонско-ромски јазик за потребите на основните и средните училишта од Битола. Точка 6. Одлука измени и дополнување одлуката за утврдување на висината на доместокот за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територија на општина Битола. Точка 7. Седма измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Точка 8. Стратегија за родова еднаквост 2021-2026 година. Точка 9. Измени и дополнување на правилникот за искористување на средства од програма за социјална заштита на општина во Битола во делот на инфраструктура за лице со попреченост во домот на лицата. Точка 10. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2020 година. Точка 11. Годишен извештај за спроведување на програмата за развој на Пелагонискиот плански регион од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во 2020 година. Точка 12. Измена на годишниот план за вработување во општинската администрација на општина Битола за 2021 година. Точка 13. Решение за давање согласност на одлуката за отуѓување на нефункционална опрема во училиштето Средно општинско техничко училиште Ѓорги Наумов Битола. Точка 14. Решение за давање согласност на одлуката за отуѓување на нефункционална опрема во училиштето Средно општинско економско училиште Јане Сандански од Битола. Точка 15. Решение за именување на членови во управниот одбор на јавната општинска установа Културен и информативен центар од Битола. Точка 16. Решение за давање на согласност на статутот на меѓуопштинското јавно предпријатие Пела Линк од Битола. И точка 17. Решение за разрешување и именување на член во управниот одбор во јавното предпријатие Индустријска зона Жабени. Значи, мислам дека тука добивте и јас грешка во дневниот ред. Значи, ние не можеме да назначиме председател на управен одбор, туку решение, точката треба да гласи решение за разрешување и именување на член во управниот одбор на јавното предпријатие Индустријска зона Жабени.
Дали има предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред? Иван Чотошевски. Благодарам председателе, почитувани колеги советници. Вака ќе имам еден предлог за дополнување и измени на дневниот ред со дополнителна точка и ќе имам уште еден предлог за тргнување на точка од за изоставање на точка од денешниот дневен ред. За што се работи? Во август 2020 година на тогашната седница која што имавме, само за подсетување, мојот предлог беше да донесеме одлука за набавка на информатичка опрема и други електронски помагала за сите 11.000 ученици од средните и основните образованија. Во тој момент ви кажав дека како резултат на тоа што најверојатно ќе има онлайн настава во текот на оваа учебна година, која што сега е при крај, кажав и предвидов дека ќе имаме вишок на средства на наменските сметки и средствата кои што според наша калкулација, кои што беа потребни за набавка на електронски помагала, информатичка опрема за сите 11.000 ученици, во висина од околу 50 милиони денари, кажавме дека ќе бидат доволни, доволни средства и дека тие ќе бидат најмалиот вишок, што ќе го има општина Битола на наменската сметка, ќе биде 50 милиони денари, ќе бидат доволни тие средства за да се набави ова информатичка опрема. Потоа следеше Петровска, каде што кажа дека нема нови начин да го решават проблемот со следењето на онлайн наставата, дека општина Битола во соработка со училиштата ќе набават информатичка опрема. Таква информатичка опрема до денес не е набавена. На 71-та седница, одржана на 15.3, донесовме одлука за проширување на средства за наменските сметки, со која што утврдивме дека вишок од 2020 година сме имале 14 милиони денари од основно образование и 69 милиони денари од средно образование, или вкупно 83 милиони денари. До денес ниту е набавена некаква информатичка опрема, ниту пак е направен некој потек од страна на Петровска, која што доаѓа од образование, со цел да ги подобри условите на изведување на онлайн настава. Согласно последните пак измени во Законот за финансиско работење на единиците на локалната самоуправа, на финансирање на единиците на локалната самоуправа, во член 22а стои следното: доколку на крајот на фискалната година општините имаат остварено вишоци на сметките за блок дотација од буџетот на Република Македонија и при тоа јавните установи кои се финансираат од блок дотацијата немаат неизмирени обврски, општината со одлука на Советот на општина овие средства може да ги префрли на сметка на основниот буџет за финансирање на нејзините надлежности или на посебна наменска сметка за финансирање. Меѓутоа, вели вака: на конкретен проект или активност по претходно обезбедена согласност од владата на Република Македонија. Предлогот наш на ВМРО ДПМН и коалицијата, оваа конкретна активност или проект кој што ќе се финансира со овие 83 милиони денари, да биде набавка на информатичка опрема и други електронски помагала за сите ученици од средното и основното образование и за целиот наставен кадар за непречено одвивање на онлайн наставата. Значи, председателе, тоа е мојата дополнителна точка, предлог за дополнителна точка, одлука за набавка на информатичка опрема и други електронски помагала за сите ученици од средните и основните училишта и за целиот наставен кадар за непречено одвивање на онлайн настава. 11.000 ученици имаме, близу 11.000 ученици и безмалку имаме околу 1000 лица кои се дел од наставниот кадар, значи кои што
кои што се дел од водењето на наставата во средните и основните училишта. Овие средства се повеќе од доволни за набавка на таа опрема, а и вие самите сте сведоци на кој начин се одвива во моментов онлайн наставата. Значи сите кои што имаме дечина, кои што се во училишна возраст, сведоци сте со какви проблеми се соочуваат дечината. Сведоци сте и вие самите, бидејќи дел од вас од мнозинството доаѓаат од образование, сведоци сте и наставниот кадар со какви проблеми се соочува при изведувањето на онлайн наставата. И тука кога го спомнам наставниот кадар, еве ќе искористам оваа прилика да ги пофалам, бидејќи таква каква што е наставата во моментот е благодарение на нив. Да ве потсетам дека и покрај тоа што наголемо се зборуваше за онлайн платформата која што ја промовираше Мила Царовска, до ден денес немаме онлайн платформа функционална, значи се користат некои други софтверски алатки, некои други апликации. Да ве потсетам исто така дека се уште имаме финансиски проблеми, сите семејства имаме одредени финансиски проблеми како резултат на ковид кризата, така да мал дел од семејствата во општина Битола се во можност да обезбедат средства за набавка на вакви помагала или информатичка опрема за своите дечина. Истиот проблем го има и наставниот кадар и затоа тоа е нашиот предлог. Значи, да донесеме денес одлука за набавка на информатичка опрема и други електронски помагала за сите ученици од средните и од средното и од основното образование и за целиот наставен кадар. Исто така, бараме да се повлечи од дневен ред третата точка, која што се однесува, која што е поврзана со измените во Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа и гласи одлука за префрлување на вишок средства од сметката на блок дотации на сметката на основниот буџет на општина Битола. Барам сериозно да пристапите кон овој наш предлог. Председателе, откако еве ќе поминат и другите дополнителни точки од страна на нашата советничка група, барам пауза, барам да се свика Комисијата за јавни дејности, сериозно да се пристапи кон разгледување на овој наш предлог. На истата таа комисија да присуствува и градоначалникот на општина Битола и стручни служби од општина Битола. Се надевам дека овој пат нема да ве победи политичката суета како што ве победи во август 2020 година, кога имавме ваков сличен предлог, и се надевам дека ќе ја искористите можноста да си ја поправите грешката која што тогаш ја направивте. Ви благодарам. Се извинувам само за појаснување, бидејќи морам да го запишам предлогот. Советничката група на ВМРО ДПМН бара да купиме информатичка опрема за сите деца за да учат од информатичката опрема после или како? Председателе, вака. Вие разбирам целосно, вие разбирам целта која вие сега и на во која насока сакате да го извртите овој наш предлог. Нема потреба од политички игри. Политичките игри мислам дека не е време, не е момент кога се соочуваме со навистина голема криза да ги играме. Појаснувањата се многу јасен и недвосмислен е предлогот и предлогот е да се набави информатичка опрема и други електронски помагала за следење на онлайн настава. Од сите наши консултации со експерти кои доаѓаат од областа здравство и во текот на периодот кој следи, значи тоа е есента, се очекува повторно да има некои пикови. Најверојатно нема да бидат тие пикови како што беа во текот на овој пролетен период или есенскиот период од 2020 година, меѓутоа се уште стои отворено прашањето, дека најверојатно дел од наставата или дел од учениците кога ќе започнат учебната година, најверојатно повторно ќе имаме онлайн настава. Септември слободно можам да кажам дека буквално уште утре ќе го имаме и не сметам дека така како што влеговте неподготвени како локална и централна власт во учебната 20-21, сметам дека не е во ред повторно да ја повторите истата грешка и исто така неспремни, неподготвени да влезете во наредната учебна година. И затоа викам, имате доволно шанса, имате добра шанса да ја поправите таа
ваша грешка и овој пат се надевам дека нема да дозволите да ве победи вашата политичка суета. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара промена на дневниот ред? Емилија Илиевска. Благодарам, председателе. Добар ден. Музика. Не бе, аз мислев на некој телефонов му звон. Може? Добар ден, Повелете. председателе, почитувани колеги од мнозинството и представници на медиумите. Денес имам предлог кој што го предложив на 65-тата седница. Сега ќе ве подсетам, ќе повторам, а и ќе се надополнам. Многу граѓани, во мојот случај комши, ми се обратија и се жалат во Битола има премногу ѓубре на новотрасираниот пат, односно во касарната или старото Арама. Во оваа област живеат повеќе од 5000 граѓани, кои што секојдневно се гушат во ѓубре. Сега, сметам дека во Битола има одредени локации каде што воопшто не се поставени континери, а има и локации каде што се поставени континери, но се уште има ѓубре и тие се во мал број. Како што кажав, на новотрасираниот пат, поранешна Арама, нема ниту еден континер, ниту пак на патот што води кон излетничкото место познато, како што го викаме ние битолчани, кај авионите. Многу групи на деца и млади ентузијасти повеќе пати го чистат ова место, но ѓубре се уште има и пак ќе има. Сега, јас воопшто не ги оправдувам граѓаните кои што фрлат ѓубре, но сметам дека, доколку има поставено континери на ова место, дека колку толку ќе се крене свеста кај граѓаните и нема да се фрла ѓубрето на патот и во околната природа. Исто така, многу често сите сме сведоци на локации низ Битола, каде што има континери, но се уште има многу ѓубре околу континерите. Сега, овие континери очигледно се малку и бидејќи покрај тоа што се преполни, околу нив има ѓубре за уште најмалку 2 континери. Таквото нешто кое што го гледаме низ градот, најпрво представува прво и основно една зараза, второ има непријатен мирис и не е естетски и убаво за гледање. Овие граѓани, ги оправдувам, бидејќи тие тргнале од дома да го фрлат ѓубрето во континерот е преполн, нема место и го оставаат одма ѓубрето до континерот. Сега, за оваа депонија околу поставените континери, граѓаните не се криви и сметам дека со поставување на дополнителен број на континери на неколку локации, сметам дека ќе се реши овој проблем. Мојот дополнителен предлог е поставување на континери на патот во касарната поранешно Арама и зголемување на нивниот број на местата каде што се поставени поради преголема количина на ѓубре. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара? Анита Ангелевска. Добар ден, почитувани представници на медиумите, мои почитувани колеги, председателе Груевски. На почетокот сакам да искажам вистинско жалење затоа што игнорирањето на Наташа Петровска продолжува со исто темпо
Па така, таа и денес не чувствува потреба да е присутна овде на седницата. Наташа ќе биде единствениот градоначалник во историјата на Битола, кој дефинитивно мандатот го помина најскриен од граѓаните, најскриен од советниците, а со тоа и најнетранспарентен. Од овој момент натаму, дефинитивно доцна е да се промени тој факт, од што најголема штета, за жал, на крајот имаат граѓаните. Воведуваме нов модел на отворена и услужна локална самоуправа, општина за сите. Цитат. Еве уште еден. Ја отвораме локалната самоуправа за да може секој граѓанин да добие навремени и квалитетни услуги. Почитувани, овие зборови сигурно ги препознавате. Вака го баравте мандатот од граѓаните. Ова Ако може го ветуваше Наташа точката. Петровска. Ајде, ќе ве молам се да слушнеме точката и образложението по точката. За тоа имате право. На тоа Ајде. сум посветена, председателе. Ајде, Тоа го објаснувам. До сега не слушнавме точка, освен политички говор. Сега. Ајде, повелете. Заради тоа што сето ова до сега е безпрекорно спроведено во наводници, но и заради многобројните реакции и барање на граѓаните, барам денес Наташа Петровска, градоначалничката, да дојде на седницата. Дополнителната точка што ја предлагам гласи: информација за денови за прием на граѓани од страна на градоначалникот на општина Битола. Ова е дополнителната точка, почитувани. За жал што сме доведени во една ваква апсурдна ситуација, но затоа барам да дојде Петровска и да им одговори на граѓаните дали и на кој начин им овозможува да се сретнат со неа, а може би ќе им каже дали планира отворени денови или некаква друга смислила иновативна форма, во што се сомневам. Значи, посебно почитувани колеги од мнозинството, оваа точка, инсистирам, заради мојата обврска пред граѓаните, да биде ставена на дневен ред. Председателе Груевски, си ја знаете обврската, дадете пауза и обезбедете ја градоначалничката. А вие, колеги од мнозинството, ако сакате да и помогнете, бидејќи на најголемиот дел од вас вие и со партијка, оваа точка, овој пат, ќе ја поддржите. Втората точка, која што денес ја предлагам, се однесува на информација за обезбедени нови вработувања на стручен персонал во домот за стари лица Сјурајдер. Како совет, институцијата што ја усвојува програмата за работа на Сјурајдер, имаме полно право да ја добиеме оваа информација. А и како луѓе, навистина, по ова прашање треба да бидеме единствени и овој проблем заради квалитетот на услугите во оваа институција да ги направиме заеднички сите напори и да биде надминат. Не може и натаму да се дозволи
игнорантскиот однос кон овој проблем, зашто тоа не е ниту хумано, ниту човечки. Оваа категорија граѓани, подвлекувам ранлива категорија граѓани, не смееме да дозволиме и натаму да бидат жртва на неспособност, воопшто неважно чија е таа неспособност. Ветувањата, зголемување на веќе постојните сместувачки капацитети за згрижување стари и изнемоштени лица, вработување на дополнителен стручен персонал во старските домови, стимулирање на лицата кои ќе пројават интерес за вложување во изградба на вакви институции, за жал, завршија со најголемата афера рекет. Затоа, ве повикувам, колеги од мнозинството, во име на хуманоста, првенствено и заради обврската што ја имаме сите пред граѓаните, поддржете ја точката, да ја ставиме на дневен ред, да ја добиеме информацијата. А секако, председателе, и за оваа точка најповикана е Наташа Петровска, па ако ги земеме во предвид и претходно предложените две дополнителни точки, со ова веќе стануваат 4 добри причини зошто треба денес да ги вложите своите напори и да ја обезбедите градоначалничката. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара дополнување на дневниот ред? Ако никој не бара, тука го заокружуваме овој дел, пауза од 10 минути. Значи, продолжуваме со работа по 76-та седница на Советот на општина Битола. Се изјаснуваме по предлозите на советниците, онака како што беа предложени. Првиот предлог беше предлогот на колегата Тошевски за нова точка на дневниот ред, набавка на информатичка опрема за сите ученици и наставници во училиштата во општина Битола. Директно поврзана со првите точки од денешниот дневен ред. Значи, за известување морам да ви кажам дека со точката број 3 се предвидува пренамена на 21 милион денари, пари кои останале од блок дотациите на сметката на основниот буџет. После донесувањето на одлуката на, значи за ова треба да добиеме согласност од владата дека овие пари можеме да ги искористиме на друг начин. После донесувањето на одлуката, идејата е овие 21 милион денари да бидат вложени во основното образование. Дел од нив можеби ќе се искористат за набавка на некаква опрема, дел ќе се користат за подобрување на инфраструктурата, но тоа дополнително ќе биде утврдено на седницата која ќе ја имаме во четврток. Значи ќе има промени на програмата, се разбира ако добиеме дозвола од Министерството за образование и од владата за да не извршиме оваа пренамена. До добивањето на дефинитивното, значи решение каде ќе одат овие пари и овој совет ќе ги гласа тие пари, ние ваквата точка ја гласаме воздржано. Председателе, се извинуваме ве од место на кратко. Значи, побарав да заседава Комисијата за јавни дејности. Значи, сериозно да се пристапи кон разгледување на овој предлог, каде што ќе биде и присутна градоначалничката Петровска. Разбирам. Значи, во законот многу добро стои дека финансирањето, дека при префрлањето на средства од наменската сметка во основен буџет стои
стои дека со одлука на Советот на општина Битола овие средства може да ги префрли на сметка на основниот буџет за финансирање Па, на ето незините го правиме сега. надлежности Добро. или на посебна наменска сметка за финансирање на конкретен проект или активност. Ние во моментот, еви сега од вашето образлагање, вие кажавте дека се уште не знаете кој е тој конкретен проект и активност. Нашиот конкретен проект и активност со кој што сметаме дека треба да се финансира со овие средства е одлука да донесеме одлука за набавка на информатичка опрема и други електронски помагала, рековме за сите ученици и наставен кадар. ве разбрав. Затоа барам комисијата за јавни дејности да заседава. Добро е вака пред јавноста да кажете дали сметате дека има потреба да заседава комисијата или нема потреба. Добро, ајде сега вака. Сега како да се учиме наново. Комисијата за јавни дејности ќе се заседава тогаш кога ќе имаме точка на дневен ред и конкретни предлози за што ќе одат овие пари. Вака, значи вака. Сега ние се уште немаме дозвола дека тие пари можеме да ги пренамениме. Со одлуката која ја носиме денес, ние бараме од Министерството за образование и од владата да ни дозволи да ги пренамениме тие средства. Кога ќе добиеме дозволата за седницата во четврток, ние ќе имаме комисија за јавни дејности и на неа ќе разговараме и ќе ги усвоиме предлогот кој ќе ни биде доставен. Ние можеме тој предлог како совети да го менуваме, па да го вклучиме вашиот предлог или да биде пола од вашиот предлог, пола од други предлози, или воопшто да не е прифатен вашиот предлог, да се предвидат парите за некоја друга дејност. Меѓутоа, најпрво треба да имаме дозвола. Вие барате да расправате за нешто, да расправаме за нешто за кое ние се уште немаме дозвола да го направиме тоа. Може да се случи ние да не теоретски да не добиеме дозвола за пренамена на овие пари. После тоа како ќе биде? Значи, се додека не добиеме дозвола за пренамена на парите, ние не можеме да расправаме и не можеме да организираме комисија никаква, па ни за јавни дејности. Дополнителна тежина ќе дајме на одлуката за пренамена на Значи, средства, доколку истото- имаме конкретен предлог до влада. А вака бараме без конкретен предлог. Значи, ние само бараме Без конкретен пренамена. предлог. Кога ќе ја добиеме пренамената, ние ќе ги усвоиме и ќе го донесеме во измената и во ребалансот на буџетот. Значи, нашето барање, бидејќи тие барања се од блок дотации, бараме да ни се дај дозвола да ги пренамениме, а и самиот прочитавте дека можеме да ги вратиме по законот за финансирање, дека можеме да ги вратиме во основниот буџет. Не можеме туку за Значи, или ако биде за тоа конкретно, тоа го меѓутоа да се прочитавте. користат тие средства за Го конкретна прочитавте, активност, така? значи тоа е вашиот предлог, Тоа е предлогот наш. Значи со барањето до влада за користење да наведеме и конкретна активност и проект за финансирање со тие не средства. добиеме дозвола, не можеме да вршиме тоа како имаше на народа не е роден пет кога капата скроена. Значи нека се роди капа ќе направиме. Добро, ние гласаме во воздржано за предлогот кој е замолам да крени рака. 3, 5, 8, 9. Така, 9 се за, воздржани. 15 воздржани, против нема. Вториот предлог да се повлечи точката број 3 од денешната седница, директно врзана од мислам поврзана со вашиот предлог. Ние сме против да се повлечи, бидејќи тоа е првиот чекор за да го направиме ова на што го зборувавме претходно. Значи, кој е за повлекување на точката? 9 се за, против се 15, повлекување на точката. Констатирам дека вториот предлог не е усвоен на колегата Тошевски. Предлогот број 3 за поставување на контейнери на патот по Арама и изголемување на нивниот број онаму каде што нема доволно контейнери. Темата како тема и одлуката не е предмет на донесување на одлука на Совет и тоа е секогаш во програмите кои ги носиме за јавните предпријатија и за јавното предпријатие Комуналец. Јас ќе ве замолам, значи
ваквите предлози да ги доставувате секогаш кога ќе имаме предлози за работењето на јавните предпријатија. Иначе поставувањето на да донесеме одлука во која ќе донесеме одлука за поставување на контейнери не е надлежност и не може да биде донесено како одлука на Совет на општина Битола. Меѓутоа во секој случај останува вашето право тоа да го направите кога ќе ги разгледуваме програмите за работа, извештаите за работа, програмите за зеленило или неколку други програми кои ги имаме кои се поврзани со работата на јавното предпријатие Комуналец. Гласаме воздржано за биде се изјаснуваме воздржано за вашата точка за предлогот. Кој е за, молам да крени рака. 10 се за, против, нема, воздржани, 15 воздржани. Предлогот број 4 на колешката Анита Ангелевска, информација за денови на прием на граѓани од страна на градоначалничката. Истовремено беше побарано присуство на градоначалничката Петровска. Градоначалничката е уредно поканета за оваа седница. Во врска со информација за денови на прием, навистина не знам како можеме како Совет да влијаеме и да усвојуваме некоја таква информација која е по надлежност и соработењето на градоначалникот. Значи, гласаме воздржано по оваа точка. Кој е за, молам да крени рака. 10 за, против, нема, воздржани, 15 воздржани и последниот предлог, информација за обезбедени и реализирани нови вработувања во Сјурайдер. Исто, значи се работи за работа која е во надлежност на една од институциите над кои имаме надлежност како Совет. Само да ве подсетам дека како Совет го усвоивме нивниот годишен план за вработување за 2021 година, она што е наша надлежност. За истиот е добиен согласност од градоначалникот на општина Битола и истиот е пратен во Министерство за финансии за одобрување. Доколку биде одобрен, бидејќи знаете делот на плати е во надлежност на државата, не е под локалниот буџет. Доколку тој план за вработување биде одобрен и одобрен од Министерство за финансии, веднаш ќе се реализираат вработувањата во Старскиот дом Сјурайдер во Битола. Значи, кој е за, молам да крени рака. 10 против, воздржани, 15 воздржани. Предлозите кои доаѓаат од советниците за денешната седница на дневен ред се исцрпени. Го поставувам целокупниот дневен ред на гласање. Кој е за, молам да крени рака. 15 за, против, 16 за, против, 9 против. Констатирам дека дневниот ред за денешната седница е усвоен. Преминуваме на гласање за по првата точка, одлука за измена на одлуката за распоредот на средства на буџетот на општина Битола за 2021 година. По првите две точки водиме заедничка расправа. Истите се гледаја на Комисијата за финансии и буџет. Го повикувам известителот на комисијата да го прочита извештајот. Ви благодарам, председателе. Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола одржа седница на 4.6.2021 година, на која ги разгледа следните точки: одлука за измена на одлуката за распоредот на средства на буџетот на општина Битола за 2021 година. Одлука за измена на одлуката за проширување на распоредот на средства на буџетот на општина Битола за 2021 година. Одлука за префрлување на вишок на средства од сметка за блок дотации на сметка на основниот буџет на општина Битола за 2021 година. Одлука за давање на донација во вид на финансиски средства на ЈЗУ специјализирана болница за геријатриска и
палијативна медицина, 13 ноември Скопје, за реадаптација и опремување на постојачки простори, интервентна амбулантна и дневна болница. Одлука за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари за граматики и реченици на македонски и ромски јазик за потребите на основните и средните училишта Битола. Одлука и измени и дополнување на одлуката за утврдување на висината на доместок за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територијата на општина Битола. Измена на годишниот план за вработување на општинската администрација на општина Битола за 2021 година. Решение за давање согласност на одлуката за отуѓување на неофицијална опрема во училиштето Средно општинско техничко училиште Ѓорѓе Наумов Битола. Решение за давање согласност на одлуката за отуѓување на нефункционална опрема во училиштето Средно општинско економско училиште Јане Сандански Битола. По разгледувањето од материјалите по точките од дневниот ред на Комисијата за финансии и буџет, на членовите на Советот им го поднесувам следниот извештај. Материјалот по точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 од дневниот ред по дискусијата Комисијата го гласаше со 4 гласови за. Материјалот по точките од точката 7 од дневниот ред по дискусијата Комисијата го гласаше со 3 гласови за и 1 глас против. И благодарам. Благодарам. Отворам претрес по точките. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точките. Точката број 1 ја ставам на гласање. Кој е за, молам да крени рака. Едногласно е усвоена првата точка од дневниот ред. Преминуваме на гласање на точка број 2. Кој е за, молам да крени рака. Едногласно од присутните советници усвоена точката подреден број 2. Преминуваме на точка број 3. Одлука за префрлување на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот буџет на општина Битола за 2021 година. Отворам претрес. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката ја ставам на гласање. Кој е за, молам да крени рака. 15 за, против. Точката број 3, одлука за префрлање на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметка на основен буџет. За. 17 за, против. 9 против, воздржани нема. Констатирам дека точката број 3 е усвоена. Преминуваме на точка број 4, одлука за давање на донација во вид на финансиски средства на јавната здравствена установа специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември Скопје за реадаптација и опремување на постоечките простори за интерна амбуланта и дневна болница. Отворам претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката ја ставам на гласање. Кој е за, молам да крени рака. Против, воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена. Преминуваме на точка број 5. Одлука за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари за граматики и речници на македонско-ромски јазик за потребите на основните и средните училишта во Битола. Се гледаше на Комисијата за финансија. Гледавме, да. Отворам претрес по точката, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката број 5 ја ставам на гласање. Кој е за, молам да крени рака. Едногласно е усвоена точката број 5. Преминуваме на точка број 6. Одлука измени дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на земјиште во општа употреба за поставена урбана опрема и поставување на урбана опрема за која не може да се наплати комунална такса на територијата на општина Битола. Отворам претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот по точката број 6 и истата ја ставам на гласање. Кој е за, молам да крени рака. Едногласно е усвоена одлуката.
Преминуваме на точка број 7. Седма измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Мислам дека се гледаше на комисијата за јавни и комунални дејности. Председателот на комисијата да го прочита извештајот. Значи, денес на Комисијата за јавни и комунални дејности беше разгледана единствена точка на дневен ред, тоа е седма измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола и истата беше гласана со 4 гласа за. Благодарам. Отворам претрес. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја заклучувам претресот и седмата точка ја ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. 15 за, против... Не. За. 17 за. Да. 17 за, 9 против. Констатирам дека седмата точка од дневниот ред е усвоена. Преминуваме на точка број 8, стратегија за родова еднаквост 2021-2026 година. Се гледаше на комисијата за родова еднаквост. Председателот на комисијата да го поднесе извештајот. Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите на Советот на општина Битола одржа седница на 4.6.2021 година на која ја разгледа стратегијата за родова еднаквост 2021-2026 година. По разгледувањето на материјалот по точките од дневниот ред, Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите на членовите на Советот им го поднесува следниот извештај. Материјалот по точката од дневниот ред, Комисијата по дискусијата го гласаше со 4 гласови за. Благодарам. Отворам претрес. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и стратегијата ја ставам на гласање. Кој е за? Молам да крене рака. Едногласно е усвоена стратегијата. Преминуваме на точка број 9. Измене дополнување на правилникот за искористување на средства од програмата за социјална заштита на општина Битола во делот на инфраструктура за лица со попреченост во домот на лицата. Се гледаше на комисијата за јавни дејности. Председателката на комисијата да го прочита извештај од комисијата. Благодарам, председателе. Комисијата за јавни дејности на Советот на општина Битола одржа седница на 3.6.2021 година на која ги разгледа точките. Прва точка – измена и дополнување на правилникот за искористување на средства од програмата за социјална заштита на општина Битола во делот на инфраструктура за лица со попреченост во домот на лицата. Втора точка – годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2020 година. И трета точка – годишен извештај за спроведување на програмата за развој на Пелагонискиот плански регион од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во 2020 година. По разгледување на материјалот по точките од дневниот ред, Комисијата за јавни дејности на Советот им го поднесува следниот извештај. Материјалот по точката 1 од дневниот ред, Комисијата по дискусијата ја гласаше со 3 гласа за. Материјалот по точките 2 и 3 од дневниот ред, Комисијата по дискусијата ги гласаше со 2 гласа за и 1 глас против. Благодарам. Благодарам. Отворам претрес по точката број 9. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката број 9. Измене дополнување на правилникот за искористување на средства од програмата за социјална заштита на општина Битола во делот на инфраструктура за лица со попреченост во домот на лицата. Го ставам на гласање. Кој е за, молам да крени рака. Едногласно. Преминуваме на точка број 10. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2020 година. Одеше на јавни дејности? Добро. Да, 10-11. 10-11. Во ред отворам претрес по точката број 10. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2020 го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. 15 за, против, воздржани,
9 против, 1 воздржан. Констатирам дека точката број 10 е усвоена. Преминуваме на точка број 11, годишен извештај за спроведување на програмата за развој на Пелагонискиот плански регион од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во 2020 година. Отворам претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и годишниот извештај го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. Точка број 11. 15 за, против, воздржани. 1 воздржан, 9 против, 15 за. Констатирам дека 11-та точка од дневниот ред е усвоена. Преминуваме на точка број 12, измена на годишниот план за вработување во општинската администрација на општина Битола за 2021 година. Се гледаше на комисија за финанси, го прочитавме во извештајот, отворам претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и годишниот план за вработување го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. 15 за, против, воздржани, 1 воздржан, 9 против. Констатирам дека точката број 12 е усвоена. Преминуваме на точка број 13, решение за давање согласност на одлуката за отуѓување на нефункционална опрема во училиштето Ѓорги Наумов од Битола. Отворам претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката ја ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. Едногласно. Точка број 14, решение за давање согласност на одлуката за отуѓување на нефункционална опрема во училиштето Јане Сандански од Битола. Отворам претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката број 14 ја ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. Едногласно. Преминуваме на точка број 15, решение за именување на членови во управниот одбор на јавната општинска установа Културен и информативен центар од Битола. Ја молам комисијата, председателот на комисијата за мандатни прашања, извештајот од комисијата. Благодарам, председателе. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на Советот на општина Битола одржа седница на 7.6.2021 година на која ги разгледа следните точки. Прва точка – решение за именување членови во управниот одбор на јавната општинска установа Културен и информативен центар Битола. Второ, решение за разрешување и именување на член во на управен одбор во јавното предпријатие Жабени Битола. По разгледувањето на материјалот по точките од дневниот ред, комисијата на членовите на Советот им го поднесува следниот извештај. По точката 1 од дневниот ред, комисијата во управниот одбор на јавната општинска установа Културен и информативен центар Битола ги предлага Драган Микаровски, дипломиран солопејач, Христијан Талевски, дипломиран професор по музика, Владимир Переловски, дипломиран информатичар, магистер по стратегиски менеджмент и Виолета Налевска, висока стручна спрема, советник во Оделението за економски развој во општинската администрација на општина Битола. По втората точка од дневниот ред, за член во управниот одбор на јавното предпријатие Жабени, комисијата го предлага да се разреши досегашниот член Раде Христовски, а да се именува Трајче Стојчевски, дипломиран економист. Членовите на комисијата по двете точки гласа со 3 гласа за. Благодарам. Благодарам, отворам претрес по точката број 15. Кој бара збор? Јавна општинска установа Културен и информативен центар. КИЦ. Што го направивме напред? Не знам колку седници точно. Добро, дали некој бара збор?
Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката ја ставам на гласање. Кој е за, молам да крени рака. 15 за, против, 9 против, воздржани, 1 воздржан. Констатирам дека точката е усвоена. Преминуваме на точка број 16, решение за давање на согласност на статутот на меѓуопштинско јавно предпријатие Пелалинк од Битола. Председателот на комисијата за статут, истиот се гледаше на статутарна комисија, повелете извештај од комисијата. Благодарам, председателе. Комисијата за статут и прописи на Советот на општина Битола на одржаната седница имаше единствена точка решение за давање согласност на статутот на МЈП Пелалинк, која истата точка беше изгласена со 3 гласови за. Значи, мислам дека е веќе трет пат на седница каде што носиме одлуки поврзани со основањето на ова јавно предпријатие, меѓуопштински јавен превоз. Донесовме една одлука со Новац и со Могила. Значи, Новац и Могила, после донесовме управен одбор, мислам, изгласавме претходниот пат, сега го носиме статутот на јавното предпријатие. Кој е за, молам да крени рака. 15 за, против, воздржани, 1 воздржан. Констатирам дека точката е усвоена. Преминуваме на точка број 17. Решение за разрешување и именување член во управниот одбор на јавното предпријатие Жабени од Битола. Отворам претрес. Да. Ако нема, мислам, ако никој не бара збор, го заклучувам претресот и решението го ставам на гласање. Кој е за, молам да крени рака. 15 за, против, 9 против, воздржани 10 против. Констатирам дека решението е усвоено. Со ова, денешниот дневен ред е исцрпен. Ви благодарам за присуството и седницата е затворена.